Ова не е некоја заборавена уличка на периферијата на Скопје. Ова е пред Министерството за надворешни работи на Македонија. Дали овие работи во центарот на Скопје ви се нормални и дали сакате ова да е сликата за нас? Дали ви е во ред ова да биде нашето ниво? Каде се изгуби огнот дека можеме и знаеме подобро? Ова се секојдневните сцени од срцето на Скопје, односно местото каде што треба да се покажеме во најдобро светло. Сега одиме во едно најпериферно словенечко село, се вика Флоријан, случајно го избрав, меѓутоа сакам да ја провериме тезата, дека словенечките периферни села се инфраструктурно поразвиени од центарот на главниот град на суверена и независна Македонија, а исто така и многу почести. Еден совет, за да ви биде поинтересно, ова село сега Флоријан, да дефинитивно така се гледа, не го споредувајте со некој друго село во Македонија, туку споредувајте го според инфраструктурата со главниот град на Македонија и со центарот на градот. Тоа мислам дека е здраво, да си направиме, да се речеме со реалноста, да се соочиме и за тоа каде сме на развитокот и што не сме, а што можеме секако да бидеме. И видите сега тука многу интересно, тука асфалтирале некој делче, шахта, видите одма означено, дека тука нешто се асфалтирало. Еве, израмното направено, обележено. Не може да ти се случи да паднеш у шахта. За разлика од шахтите во словеничките села, еве како изгледаат оние зад Македонското собрание. Дали е потребен коментар? Еве го и коритото на реката Пака, низ руралните делови на Словенија. Дива депонија, тука е, мислам, Нименка, мислам, срам ми е да помислам и да го кажам тоа тука, бидејќи тука е борба, што се вика народски кажано, да се најде хартипче, не па некој кауч или веќе школка да фрли во рекава, тоа е неверојатно. Во рандом словенечко село, наблизо има паркинг за точаци, и ве молам ова што го гледате тука како инфраструктура, споредувајте го со центарот на главниот град на државата. Ќе ме сватите што сакам да кажам. А еве како изгледаат дел од паркиралиштата за точаци во градскиот трговски центар во срцето на градот. Споредете сами. А на самиот днес има табла која што не е ишкртана, туку ги објаснува сите села и се што може да видите во овој крај. За многу кратко се враќам у Скопје да ви покажам тука како изгледаат таблите за туристи и за знаменитостите. Уништено, избледено, излепено. Следново за мене е од рубриката Верувале или не. Сообраќајен знак во селото за велосипеди. Каде ќе се движите, до каде ќе стигнете. Фантастично. Вака изгледа лежачки полицаец, како што треба според сите стандарди, обележан, благ, за пешаците, пешачки премини, каде што се вкрстуваат улиците. Навистина преубаво. По четврти пат или пети споредувајте со Скопје, а за разлика од убавите тротоари во Флоријан, еве ги тие под Триумфалната порта. Еве ги тие зад собранијата. Го гледам ова тука и искрено од една страна уживам, си го одморам погледот што се вика, колку е се средено, а од друга страна само ми се зголемува бесот и револторот, заради тоа што ни 10% од ова не го имплементираме ние кај нас по ниту еден основ, нема ни тенденции такво нешто да се направи и стварно ми е криво сега да признам, љубоморен сум и малце, тие се љубоморни за некои други работи, ние што ги имаме, тие што ги немаат. Меѓутоа, оваа општа среденост е навистина нешто што би сакал барем некогаш да доживам, да го видам и кај нас. Преубаво изгледа, погледнете. Требниците околу средени, ова сакаме да го видиме зад Македонското собрание.
И кај нас тука во центарот на Скопје понекогаш се кастри тревата или се масакрира. Ова за некој очигледно искусен тревник. Искрено лични ми е мерак што го снимам ова, мислам генерално ова е голем пораз за сите нас. Меѓутоа мислам дека треба да се соочуваме со реалноста, дека тоа е здраво. Ако оставиме така да течат работите, мислам дека никош ништо нема да се промени. Убеден сум. Тук има некое дрво и летно време кога е спарно, на локалните власти им текнало ај како да биде ова место убаво за нашите жители, да се одмарат под сенка и нормално им стајле 2 клупи, најобични и една канта за отпадоци. Локалците задоволни си ги чуваат, бидејќи ќе можат да се седнат тука и да се уживаат, и тоа е на вин-вин ситуација. Прво, под А, локалните власти се грижат за своите граѓани, под Б, граѓаните се свесни дека тоа е платено со нивни пари и дека секако ќе се грижат за своето. Кај нас многу клупи се уништени и шкртани и не можат да се употребуваат поради системска и индивидуална несакање на своето. За разлика од овие убави клупи, еве ги тие кои што се по центарот на Скопје, зад собранието. Јасно ми е дека ова не се сите клупи, има и други што се уредни, меѓутоа дечки, во центарот на Скопје, позади собранието. Ајде мова мислам. И тука не е секако од бајка, и тука секако има проблеми, и има објекти кои што се запуштени, такви уништени куќи или згради, сегде има. Има и во Скопје многу пати ги снимав. Меѓутоа да ви покажам како изгледат тука тие. Тука просторот е ограден. И ова никој не си го краде дома да си го носи, туку ова е за безбедност на сите. Еве, ќе одим и позади куќата чисто да видам дали има ѓубре. Ако има, ќе ви го покажам интегрално. Не ќам ништо да го правам да изгледа поубаво него реално што е. Еве, зад куќата. И сега? Еве уште еден напуштен објект. Меѓутоа, видете го сега. Сега кажете ми, како е можно околу запуштените куќи во зафрлено словенечко село, околу нив да биде почисто од Македонското собрание, од околината на Македонското собрание? Како е тоа можно? Кај е тука дефектот? Кажете ми. Еве го објектот, еве е хигиената околу. Споредите го ова и кажете што мислите. Позади нашиот највисок законодавен дом има цела дива депонија. Ова ми е срам и да го коментирам. Оставам на ваш суд. Искрено се ова што се случува околу домот на РМ, мене ми изгледа како на некоја држава која што се откажала од самата себе. Нема ѓубре. Како да се помириме со ова? Кое оправдување можеме да се го најдеме за ова? И тоа дефинитивно е пораз за сите нас. И ова не го кажувам со горд или сега да се ситам или да им кажам колку сте вие неспособни или вака така. Туку навистина ми е жал ова што се случува, криво ми е едноставно. Бидејќи ја не сум тука од Словенија, јас сум од Македонија и сакам моето дома да ми биде убаво. Дури некој ми викаат Александар, досаден си веќе со овие работи, гледај нешто друго, меѓутоа не можам едноставно да престанам и да се помирам со тоа, бидејќи искрено верувам дека како генерација можеме и дека ако престанам да зборувам за ова, ќе се гледам себе интимно како дел од проблемот, а не ќе да бидам дел од проблемот, сакам да бидам дел од решението. Има луѓе кои што се проблем за Македонија, кои што го саботираат вековниот сон на македонскиот народ за современа, модерна, независна, космополитска македонска држава, држава на богати, образовани граѓани, свесни кои се и што може да дадат за светот, или држава на малициозни луѓе, кои што во нив, што вери Горан Стефановски, живее комплекс на супериорност и инфериорност, кои што не почитуваат хиерархија, не се почитуваат земјата, виновниците за својот личен неуспех или неуспехот на државата го наоѓаат кај некој друг, кај сите, некако кај самиот себе. Тие луѓе се дел од проблемот. Ја не можам да живеам сам со себе, ако бидам дел од проблемот, заради тоа нема застанување. Се надам дека уживавте во оваа прошетка, малце подолго трае видеото, меѓутоа мислам дека е здраво да се соочуваме со реалноста и понекогаш да направиме една ваква компаративна анализа. Како и да е, вие што ме гледате од целиот свет, ви благодарам за поддршката и се гледаме во некое друго видео.